Советот имаше задача претходно да направат некој чернови анализа и денес дебатиравме и фактички зборевме за што има причината рецесијата, за да видиме од каде поаѓа диагнозата и потоа да се предложат некои мерки фактички за терапија. Суштината е што дека остануваат неколку работи кои во јавноста висат недообјаснети, фактички се или недообјаснети или намерно погрешно објаснети. Прво, дека Европската Унија и земјите членки на еврозоната не се во рецесија, што е за Македонија, за граѓаните на Македонија добар податок. Можеби за владата не е добар, бидејќи ќе го нема оној изговор што сака да го има, меѓутоа факт е дека тие држави членки во целина сигурно не се во ситуација на рецесија како што е Македонија. И повторам, тоа е добра вест за Македонија, бидејќи овозможува да се третира, да се бара излез од оваа положба ситуација на рецесија што има Македонија. А за ова говорат бројките од Евростат. Значи, 2 дена пред објавувањето на извештајот на Државниот завод за статистика, Евростат има објавено соопштение и говори за истото, за движење на бруто домашниот производ и индустријското производство на државите членки на Европската Унија во целина и поотделно. Кај некои држави членки има поинаква ситуација, но во целина, значи не говориме за иста ситуација, значи генератор на кризата во Македонија да го бараме во Европската Унија е нереално, неточно фактички. Уште повеќе, кои ќе видиме кои се главни трговски партнери на Македонија од земјите членки на Европската Унија во поглед на надворешно трговската размена, неколку од нив се само во недобра ситуација, другите напротив имаат добра ситуација. Најголем надворешно трговски партнер на Македонија е Германија и во последната година нешто под 30, речиси 30% од нашата размена надворешно трговска отпаѓа на Германија, а ситуацијата на Германија е сосема различно од онаа во Македонија. Значи нема никаков повидок на рецесија, туку е на континуирана ситуација на благ раст или стагнација, но никако не рецесија. Третото, што е многу битно тука е дека владата се обидува оваа криза до сега, до овој момент да ја третира како да не постои. И тоа е најлошата можна работа која што може да се направи. Фактички се согласуваме со тоа да рецесија не е крај на светот, меѓутоа е дефинитивен сигнал дека организмот е болен. И кога имате многу јасно знание дека е организмот болен, качува и температура, а не само кашла и кифа, тогаш не може да не се дава лек, не може да ја веќе избегнете болеста, туку треба да се види како треба да се постапи натаму во ситуацијата, како да се лечи. И тоа е проблемот со нашата сега економија. И она што е тука уште една битна теза, што апсолутно не стана збор за нешто што е сега моментално. Туку ова и до оваа ситуација, како што овој совет повеќе пати до сега кажуваше и предупредуваше и мерки за излез предлагаше, фактички е ситуација до која што ние се движиме веќе една година. Еве, ќе ви покажам еден графикон, движење на бруто домашниот производ по квартали од 2011 до денес. Првите 2 квартала од 2011, тоа беше состојбата пред изборите, имаме високи стапки на раст. Веднаш после изборите, гледате како е трендот, иде надоле. И последните 2 квартала, тоа е под првата половина од оваа година, имаме негативни стапки, овде стотката, имаме негативни стапки. Тоа значи уопште не станува збор за нешто што сега не изненади или е само заради, како што кажува владата, Европската Унија, движењата во Европска Унија. Туку е резултат на она што е погрешно водена домашна политика. Фактички владата со покажа дека ако сака може, и тоа што успеа кратко да ја надуе вештачки ситуацијата во економијата, да имаме пораст, тоа беше првите 2 квартали, и потоа се сведуваме на реалноста. Ја плаќаме цената на таа потреба тогаш краткорочна за изборите, кои се случија точно тука. Гледате каков е трендот. Тоа се тие констатации за до денешната состојба. Сега кога збориме понатаму за мерки за излегување од рецесијата, нормално има многу повеќе. Во оваа пригода ќе зборам за 3 или 4 мерки и нормално потоа следат многу други подмерки и така натаму. Прво,
Она што е многу битно е владата која, тоа значи на признавање на ситуацијата, да, се наоѓаме во рецесија, да се тоа имплементира и во макроекономските биланси и во буџетот. Фактички владата треба да направи ребаланс. И во тој ребаланс да го димензионира буџетот согласно објективните можности за движење на бруто домашниот производ до крај на оваа година. Дали ќе биде 0, дали ќе биде 0,5, сигурно не повеќе од 1, сигурно помалку од 1. Тоа треба да биде дел од структурата на буџетот, составот на буџетот, бидејќи, ако не е така, ако е буџетот проектиран на друго ниво, тогаш владата ќе треба да ќе планира поголеми издатоци, невозможни издатоци од буџетот, кои што или нема да може да ги оствари, или ќе мора некако заложи, а потоа тоа ќе остане како поголем терет за товар за идните години. Значи, ако веќе констатираме рецесија, дефинитивно е таа, тогаш таа да се внесе и во макроекономски документи и да се направи ребаланс на буџетот. Второ, значи, кога имаме ситуација на рецесија, не треба да се престане со трошење, јавни расходи, меѓутоа дефинитивно треба да се тие променат согласно новонастанатата ситуација. Значи, она што би било мерка е веднаш да се престане со сите така наречени непродуктивни трошоци, многу пати укажувано, кои се сите тие. Едните се тие разни фасади и други непотребни украси, споменици, кампањи кои што се сосема непотребни, па и оние патувања во странство на огромни делегации, кои што, видовме, не можат да донесат ефект. Во ситуација на рецесија, да викате странски инвеститор е, да не речем некултурно. И тие средства, кои што ќе се ослободат од тоа да се наменат за инвестициони трошења. Бидејќи тоа ќе го дополнително даде барем каков таков поттик на стопанството. Трето, најакутниот проблем на македонската економија е неликвидноста и владата во најкраток можен рок, неколку дена, до 10 дена, да го прво признае долго, да каже какав е, да се произнесе по него и да излезе со план како итно ќе го решава тој проблем за 3 месеци до крајот на годината.